Socijalното предприемниštvo treba da bude del od ekonomijata, smetat od nevladinata Centar za interaktiven dijalog. Priku sozdavanje na socijalni предприятия, особено во источниот регион, ке се намали невработеноста, но и миграцијата, сметаат од организацијата. Вакви компании се многу чести во западните земји, но кај нас се уште се непознати. Социјалните предпријатија представуваат специфичен тип на бизнис кој покрај својата комерцијална цел остварување на профит, позади себе имаат и јасно дефинирана социјална цел, тоа е унапредување или решавање на некој општествен проблем или определено општествено прашање, вработување на лица од маргинализираните групи, потоа вработување на лица со посебни потреби и така натаму. Македонските компании покажуваат општествена одговорност преку разни проекти во вид на донации и слично, но се уште ниту една фирма не е така наречено социјално предпријатие. За разлика од нив, во Македонија има неколку успешни примери на граѓански организации кои работат како социјални предпријатија. Би сакал да го истакнам граѓанското Здружение Избор од Струмица, кои што го имаат формирано социјалното предпријатие Покров, кое што представува тераписка заедница наменета за лечење на лицата со зависности. Во рамките на ова социјално предпријатие имаат развиено систем на органско производство, каде што на плантажа, каде што овие лица кои што имаат определена зависност работат. Со цел ваквиот вид на предприемништво да се промовира и кај нас, невладината Центар за интерактивен диалог во соработка со бугарската невладина Без граници организираа трибини. Една таква се одржа денес во Штип, на која подетелно беа објаснети сите аспекти на овој модел на предприемништво.